изминатите години ни се јавуваат пациенти со ултра ретки диагнози кои што се на светско ниво. Например, има пациенти кои што ги има, например, само 50 во светот, а еден имаме и во Македонија. Има 80 во светот, еден во Македонија. Многу поразително за слушање. Најголемиот проблем или најгорчлив проблем на пациентите со ретки болести, вклучувајќи го и мојот случај, е диагностицирањето. Конкретно, на моето семејство, на моето дете, ни требаше добри 14 години да талкаме по клиники, да талкаме низ различни испитувања за тие симптоми кои што ги имаше моето дете да добијат конечно име. За жал, за таа состојба на мојот син нема се уште на светско ниво никаков лек. Другиот проблем е што количината на лекови која што се набавува е строго дефинирана по број на пациенти. Оно што претходно во разговорот ви го спомнав, оние што се регистрирани во самиот регистар на ретки болести. И доколку во меѓувреме се јави нов пациент, ново диагностициран пациент, значи тогаш настанува проблем.